Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате во нив. Подпишан договор за проектирање на тунелите под Кале. Објавен јавниот повик за субвенционирање на занаети во старата Скопска чаршија. 5 милиони денари за новото јавно предпријатие за третман на углични кучиња Лајка. Летни атракции, актуелни настани и сервисни информации за Скопје. Денеска се подпиша договорот за изработка на основен инфраструктурен проект за измена и дополнување на инфраструктура за сообраќајно решение, кое со мост во центарот на градот, тунели под Скопското Кале и кружен тек, ќе ги поврзува булеварот Свети Климент Охридски со булеварите Никола Карев и Македонско-Косовска бригада. Денеска во град Скопје се подпиша договорот за изработка на основен и инфраструктурен проект за измена и дополнување на инфраструктурата за сообраќајно решение, кое со мост во центарот на градот, тунели под Скопското Кале и кружен тек ќе ги поврзува булеварите Свети Климент Охридски и булеварот Никола Карев и Македонско-Косовска бригада. Со инфраструктурниот проект се опфатени 3 фази за изведба на сообраќајницата во фази, и тоа прва фаза изградба на булевар Свети Климент Охридски, од пред раскрсницата со булеварот Илинден со изградба на мост и вијадук до тунелот. Втора фаза изградба на тунелот под Кале и трета фаза булевар Свети Климент Охридски, раскрсница со булевар Никола Карев и булевар Македонско-Косовска бригада со денивелиран кружен тек. Јас сум проектант пред 50 години на делот на булеварот Илинден, проектант на булеварот Климент Охридски. Ова реализација на проект кој што е зацртан уште пред 60 години, ствари 64 година е зацртан и сега ќе се реализира. Јас сум учесник и на проектирањето на мостот Гоце Делчев на времето, сум вршил и надзор на квалитет на мостот Гоце Делчев, така да со ова Скопје ќе добие еден градски бисер, да кажем, во сообраќајот, ќе се смали многу времето на возењето, ќе се смали загадувањето во Скопје од чекање на возилата и ќе обезложи голем проток на возилата. Ќе биде доста скап проект, сложен проект. Ние одиме со мост преку Вардар, тој е мост као што е типот на мостот Гоце Делчев, можда со други односи, пошто ќе биде во Косина. Одиме со еден тунел под Калето, и тоа е сложен објект, меѓутоа е во многу добар терен за изведување. Тој ќе биде многу поевтин од однос на други тунели во другите подрачја. Согласно договорот, градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов очекува изработката на основниот и инфраструктурниот проект да заврши до крајот на оваа година, а во текот на следната година да се почне и реализацијата на овој клучен сообраќаен проект, кој ќе овозможи од Водњанска до Чаир со автомобил да се стигнува за помалку од 5 минути. Конечно ќе започнеме со постапка за поврзување на северниот и јужниот дел од градот, да го затвориме вториот сообраќаен прстен во централното градско подрачје, познат како Голем ринг. Согласно договорот за изработка на основниот и инфраструктурниот проект, очекуваме истиот да заврши до крајот на оваа година, со што ќе се создадат услови во текот на наредната година да започне постапка за избор на најповолен понудувач и да се почне конечно со реализација на овој основен градски сообраќаен проект. Со ова сообраќајно решение на Скопје ќе им биде овозможено од Водњанска до Чаир со автомобил да стасаат за само 5 минути. Со постоечката сообраќајна инфраструктура за оваа релација мора да се потрошат во најдобар случај меѓу 15 и 20 минути, движејќи се низ Мавровка, низ Битпазар, место каде што дневно ни поминуваат 70 до 80 илјади возила. Шелегов додаде дека очекува за реализацијата на овој проект градот Скопје да добие финансиска поддршка од централната власт со цел изградбата на мостот, тунелите и кружниот тек да завршат во најкраток можен рок. Со ваквите сообраќајни решенија се зголемува мобилноста и се намалува сообраќајниот метеж, а со тоа се скратува времето на движење на возилата и се намалува времето на стоење во место, што директно влијае на намалувањето на аерозагадувањето и зголемувањето на безбедноста во сообраќајот. Градот Скопје објави јавен повик за субвенционирање на занаети во старата Скопска чаршија за набавка на алати и репроматеријали. Ке се субвенционира до 80% од трошоците, но не повеќе од 50.000 денари.
Повикот е отворен до 20 декември или до исцрпување на предвидените средства за оваа намена. Град Скопје го објави јавниот повик за субвенционирање на занаитчии во старата Скопска чаршија, со кој ќе може да се набават алати и репроматеријали за занаитите што се во изумирање. Ќе се субвенционира набавката на алати и репроматеријали до 80% од докажаните трошоци, но не повеќе од 50.000 денари со вклучен данок на додадена вредност. Повикот трае до 20 декември, а ќе се реализира по принципот прв дојден прв услужен. Од град Скопје информираа дека ќе се субвенционираат само докажаните трошоци направени во периодот од 1 јануари до 20 декември годинава. Право на учество имаат занаитчии кои не добиле буџетски средства за субвенционирање од други извори, кои имаат подмирени обврски кон државата и кон вработените, кои започнале со работа најмалку 1 година од објавувањето на јавниот повик и кои се регистрирани согласно Законот за занаитчиска дејност. Јавниот повик е објавен на веб страницата skopje.gov.mk, а барањата за субвенционирање се достапни во архивата на град Скопје. Апликацијата и комплетната документација треба да се достават во затворен коверт на адреса на град Скопје, најдоцна до 20 декември. Доколку се исцрпат предвидените финансиски средства, градот Скопје ќе го објави завршувањето на јавниот повик на својата веб страница. Советот на град Скопје донесе одлука да даде субвенции во висина од 5 милиони денари за непречено функционирање на новото предпријатие за хуман третман на уличните кучиња Лајка. Директорката на Лајка на седницата се појавила со куче од стационарот и побарала од советниците да го вдомат. Градот Скопје ќе одвои 5 милиони денари за субвенционирање на новото јавно предпријатие за благосостојба на животни скитници Лајка. Целта е непречена работа на предпријатието. Поради потребата од средства за негово нормално функционирање, со ребаланс на буџетот на град Скопје за 2019 година се предвидени 5 милиони денари, е наведено во предлог одлуката за субвенционирање на јавното предпријатие за благосостојба на животни скитници Лајка. На вчерашната седница на Совет на град Скопје, директорката на јавното предпријатие Лајка Тина Петрушевска во салата влегла со куче од стационарот Вардариште и побарала од советниците да го вдомат кучето кое е прегледано од ветеринар. Направени се сите тестови и нема никакви заразни болести. И со тоа да дадат пример и до останатите граѓани да згрижуваат улични кучиња. Советот на град Скопје кон крајот на февруари оваа година на седница донесе одлука за формирање на јавното предпријатие за хуман третман на животни скитници Лајка. Од градот тогаш истакнаа дека формирањето на ново јавно предпријатие е потребно од повеќе причини. Пред се поради недостатоците на досегашниот систем на работа со бездомните животни, што резултираше со зголемено присуство на кучињата скитници на јавните градски површини и при тоа представуваат реална опасност за безбедност на граѓаните. Во текот на 2018 година, против градот Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена, поднесени се над 200 тужби за надоместна штета поради напад и гризнување од бездомни кучиња. Новиот систем ќе овозможи град Скопје стратешки да се справи со проблемот на животните скитници од скопските улици, преку воспоставување поефикасна контрола над популацијата на бездомните кучиња на подрачјето на град Скопје. За летните атракции, актуелните настани и сервисни информации не информира количката Андријана. Надвор од студиото на урбаните вести и денеска ви информираме за случувањата во главниот град. Најнапред би почнале со оно што најмногу ги освежува граѓаните на Скопје, а тоа е аквапаркот во Скопје. Имено в петок, со почеток во 10 часот, ќе почне новата летна сезона во аквапаркот во рамки на спортскиот центар Борис Трајковски. Оваа година аквапаркот повторно нуди интересни содржини за сите возрасти. 10 активни тобогани, базен со бранови, бумеранг, детски базен, како и ново детско катче за забава со песок.
Новитет е и полудневната карта, што ќе може да ја користат сите кои во текот на денот се на работа, а сакаат да се релаксираат во попладневните часови. Водата во сите базени е збогатена со калциум хипохлорид, што ја прави најчиста, најквалитетна и најбезбедна по сите светски стандарди и е единствена од таков тип во нашата држава. Покрај стандардните содржини за капење и уживање во текот на вечерните часови ќе се организираат и забави, а просторот ќе може да се изнајмува и за уникатни прослави, родендени, момински и ергенски вечери. Продолжуваме понатаму со следната информација. Домашните туристи кои уплатија аранжман за Египет и чекаа од ноќеска на Скопскиот аеродром, денеска после 10 часот полетаа за Хургада. Според информациите на веб страницата на Меѓународен аеродром Скопје, полетале во 10 часот и 44 минути со авион на Fly2Sky Airlines. Туристите требало да полетаат ноќеска на полноќ со одложување дека тоа ќе се случи во 2 часот и 30 минути, па во 5 и во 7 часот. Аранжманот го уплатиле преку неколку туристички агенции. Според информациите, случајот не е пријавен во Државниот пазарен инспекторат. Над 500 учесници од повеќе држави ќе настапат на 5-тиот меѓународен фолклорен фестивал Света Тројца, што ќе се одржи од 13 до 17 јуни во Долно Лисиче. Фестивалот свечено ќе биде отворен в петок на 14 јуни со почеток во 19 часот, а во текот на трите фестивалски денови покрај домаќините ќе настапат играорци од Косово, Србија, Словачка, Полска, Бугарија и Црнагора. Организатор на фестивалот е културно-уметничкото друштво Гоце Марковски од Долно Лисиче, а општина Аеродром и град Скопје се покровители на манифестацијата. Во клуб Фонтана во екоучилницата на Општинското основно училиште Лазо Трповски денеска беа доделени признанијата на најдобрите ученици, првенци на генерација од сите основни училишта во општина Карпош. Станува збор за најдобрите 10 ученици кои во текот на учебната година покажаа континуиран и одличен успех, интерес во повеќе области и сегменти од наставните програми. Овие млади луѓе ќе добијат еднократна парична награда од 10.000 денари од општината. Градоначалникот Стефан Богоев на првенците им врачи дипломи за првенци на генерација и при тоа ја искористи приликата да поразговараат за текот на токушто изминатата учебна година, предизвиците со кои се соочувале и идните планови за продолжување на образовниот процес. Богоев ги охрабри младите ученици да бидат постојано активни и самоуверени, но и да бидат отворени за различно мислење. Уште една информација од Ева на Македонија АД известуваат дека утре се планирани следните технички зафати во дистрибутивната електромрежа во град Скопје и без електрична енергија ќе останат. Во период од 9 часот и 15 минути до 13 часот корисниците од село Бојане, општина Сарај. Во период од 9 до 12 часот корисниците од делот улица Лондонска, општина Карпош. Во период од 8 часот и 30 минути до 12 часот корисниците од улица Димитар Македонски, број 22, 24, 26 и 28, општина Аеродром. Во период од 8 часот и 30 минути до 11 часот и 30 минути корисниците од дел од улица Владимир Надзор, број 15, 15А, 18, 19 и 20, општина Центар. Во периодот од 9 до 15 часот корисниците од село Волково,
под улици 1, улица 3, улица 16, улица 51 и околните под улици, како и дел од населба Стопански двор во општина Ѓорче Петров. Во период од 9 часот и 30 минути до 12 часот и 30 минути, корисниците од улица Мирче Оровчанец и булевар Партизански одреди, број 55, општина Центар. И за крај имаме временска прогноза. Сончево и топло време со услови за локален пороен дожд, грмежи засилен ветер преовладува уште денеска. Веќе од утре синоптичарите најавуваат топло и стабилно време со максимални температури над 35 степен. Утринската температура денеска се движеше од 12 до 18, а дневната од 24 до 35 степени. Висок е и УВ индексот и изнесува 8. Основни совети за заштита од кражби во домовите во летниот период. Идниот месец почнува вакцинацијата за заштита на децата од пневмокок и ротавирус. Почествувај го Скопје, меѓународна конференција за туризам. Летниот период, особено ако отсуството од дома е најавено на социјалните мрежи, е погоден период за работа на крадците. Полициските службеници се трудат преку едукативни кампањи со делење совети и флаери да им укажат на граѓаните како да го заштитат својот дом од кражби во летниот период. Во оваа насока, во наредните 3 дена во Сити Мол е отворен и саем за безбедност и превенција. Кражби во домовите во летниот период се позачистени, а за крадците нема одмор. А за граѓаните не постои 100% заштита, но има совети, а се организираат и кампањи од МВР преку кои се советуваат граѓаните како да го заштитат својот дом од кражби. Сите врати и прозорци треба да бидат добро затворени, да не се дозволува непознато лице да влегува во домот. Не оставајте впечаток дека сте отсутни од дома. Не го објавувајте вашето отсуство од дома на социјалните мрежи. Инсталирајте алармни уреди и безбедносни камери. Никогаш да не се остава влезната врата отклучена и да се пријави во полиција на 192 ако се забележи нешто сомнително. Ова се само дел од советите кои полициските службеници им ги кажуваат на граѓаните, а се делат и известување и флаери со едукативна содржина и повеќе совети како граѓаните да се заштитат од кражби. Овие кампањи имаат за цел да ја зголемат свеста на граѓаните и полицијата да биде поблизу до народот. Во насока на зголемување на безбедноста на граѓаните на Скопје е отворен и саем за безбедност и превенција, кој годинава прв пат се одржува во Сити Мол под мотото Живеј безбедно и ќе им овозможи едукација на граѓаните за превенција, односно за спречување кражби во куќите и во становите за време на летниот период. Саемот за безбедност во текот на следните 3 дена ќе има возможи на граѓаните на едно место детално да се информираат за програмата на СВР Скопје и услугите кои институциите и компаниите ги нудат за помош и самозаштита покрај редовното полициско работење, како и за превентивните активности кои полицијата ги презема во соработка со заедницата. На тој начин директно се влие и на намалувањето на кривичните дела поврзани со кражби, разбојништва и слично, а со тоа и на намалувањето на материјалните штети предизвикани од овој вид криминалитет. Од следниот месец почнува вакцинацијата за заштита на децата од пневмокок и ротавирус. Двете вакцини се даваат во различен период, а од Министерството за здравство посочуваат дека вакцинирањето е најдобар начин децата да се заштитат од ротавирусот. На вчерашната седница владата ја усвои информацијата за прогресот на активностите во реализацијата на акцискиот план за воведување на вакцинација за заштита од пневмокок и ротавирус. Во текот на овој месец до службите за имунизација ќе бидат дистрибуирани дози од двете вакцини. Почнувајќи од јули, родителите кои сакаат ќе имаат можност да го вакцинираат своето дете. Двете вакцини се даваат во различен период, соопшти денеска Министерството
за здравство. Посочуваа дека вакцинирањето е најдобар начин да се заштитат малите деца од ротавирусот, а спречува развој на симптоми на заболувањето како диареа, повраќање, стомачна болка и дехидрација. Ја намалува потребата од престој во болница. Со вакцината, како што се наведува, се заштитени најголем процент од децата кои ја примиле. Чести се пневмококните инфекции во детската возраст, посебно кај тие кои посетуваат градинки. Со вакцинацијата се намалува и можноста за пренос на вирусот. Претходно прележена пневмококна инфекција не значи заштита од идни пневмококни болести. Пневмококната вакцина е најдобар начин детето да се заштити од пневмококна инфекција. Вакцинацијата е клучен приоритет и придобивка за јавното здравје и токму затоа активностите за промоција на имунизацијата продолжуваат во континуитет, истакнуваат од Министерството за здравство. Целосна инфраструктура, патишта, хотели, ресторани и услуги бара туризмот. НВО Концепт Плюс организира меѓународна конференција на која Скопје се промовира како посакувана туристичка дестинација. И што е она што треба да се промени за да се привлечат што повеќе странски туристи. Промоција на Скопје како посакувана туристичка дестинација и зголемување на бројот на странските посетители во главниот град е целта на меѓународната конференција за туризам Почувствувај го Скопје, што се одржува денеска во организација на невладината Концепт Плюс. Основната идеја е да се добијат препораки како да се подобри промоцијата на Скопје и нашата држава во светски рамки, како подобро да се привлечат повеќе посетители и да се добие повеќе внимание и простор во странските медиуми. Конференцијата е дел од проектот и порталот visitskopje.mk, а се промовира и новиот портал visitmakedonia.eu, кој ќе има за цел да ја промовира нашата земја како посакувана туристичка дестинација. На конференцијата се обратија фотографи, новинари и блогери од областа на туризмот од Турција, Хрватска, Швајцарија, Јапонија и Словенија. Председателот на Асоциацијата на туристички новинари и фотографи од Турција изјави дека туризмот бара целосна инфраструктура, патишта, хотели, ресторани, болници и услуги. Сончево и топло време со услови за локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер ќе преовладува уште денеска. Веќе од утре синоптичарите најавуваат топло и стабилно време со максимални температури на 35 степен. Во Скопје утре температурата ќе достигне до 35 степени. В петок ќе се движи од 18 до 35, сабота од 18 до 34 и недела од 19 до 35 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, а повеќе информации може да најдете на нашата веб страна mtm.mk. И не заборавајте да не следите на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!